Да, не знам дали може на снимката од YouTube после која ќе објавиме да слушнат оние кои што ќе ја гледаат како реагираат пратениците од власта на тоа што се зема збор. Ви кажав, очигледно ви пречи да се зборува, туку кажавте сами само да се гласа и ништо повеќе. Она што го забележав во однос на овој предлог на амандман, во однос на постоечкиот член 6, значи Министерството за труд и социјална политика предлага комисија за одлучување по приговори за финансиската поддршка, која што би била составена од 9 члена и која што би одговарала на приговорите во рок од 15 дена. Значи 9 члена да одговорат во рок од 15 дена, а оние кои што би се жалеле да имаат рок од 3 дена. Ние предлагаме помалку членови, да има вклучен член и од Министерство за образование, затоа што станува збор нели за средношколци, и со тие помалку 7 члена рокот го намалуваме за одговор на место 15 да биде 10, ама затоа рокот за жалба да биде 5 дена. Затоа зедов збор на јавноста да и потенцирам кој што нуди, а кој што амандмански предлага. Значи, ние предлагаме 7 члена кои што би одговориле во рок од 10 дена, ама рокот за жалба да биде 5 на место 3 дена, додека власта вели 9 члена да има во комисијата, кои што би одговориле во рок од 15 дена, па логиката говори ако се повеќе члена треба да сработат за многу пократко време. Ние велиме 7 члена за 10 дена да сработат, ама рокот за жалби да се зголеми, затоа што некогаш на вистина за 3 дена не би можеле сите, знаете за каква категорија на луѓе зборуваме, за средношколци говориме, нека им се пролонгира рокот на жалби, иако многу е јасно говорев за тоа, за реакција на институции, за одговор од институции, многу е јасно кој ќе се жали, какви одговори ќе добиваат и така натаму за жал. Благодарам.